Цивил медија. Добар ден на сите, добро дојдовте на уште едно доделување награди за граѓанско новинарство. Ова е проект кој навлегува во својата 4-та година од реализацијата под покровителство на National Endowment for Democracy. Овој проект во овие 3 и нешто години прерасна во своевиден монитор кој постојано се обидува да и представи на јавноста што се случува во заедниците кај граѓанките и граѓаните во нивниот секојдневен живот. Тоа е една нова алтернативна форма на известување, каква што знаеме дека во светот доживува една силна експанзија во изминатите десетина години, а со секој ден оваа активност на граѓанските новинарки и новинари во Македонија, а така и во светот, станува се поизразена, се поочигледна, се повеќе влијае во јавноста, влијае на политиките и практиките, како на локални нивоа, така и на национални, па и меѓународни нивоа. Тоа што го гледаме ние во граѓанското новинарство денес е една спрега со технологијата, една спрега со напредокот и на интернет технологиите и на платформите кои овозможуваат едно широко, едно многу брзо, динамично известување за тоа што се случува во животите на граѓанките и граѓаните ширум светот, па така и во Македонија. Се разбира, граѓанското новинарство често знае да биде и манипулативно, како што знаат да бидат и медиумите воопшто, какви што знаат да бидат и настапите на политичарите и другите јавни личности. Меѓутоа, во тоа море од информации сепак може да се издвојат оние содржини на кои можеме да им веруваме и кои се обидуваат да придонесат кон транспарентноста и одговорноста на оние што ги носат одлуките, на оние што ги спроведуваат одлуките. Тоа што е нашиот проект специфичен, го прави исто така и нашата заложба како Организација за човекови права. Веднаш, во истото време, на истото место каде што се случуваат настаните, да ги соопштиме фактите за настаните. Тоа што нашиот проект го прави успешен исто така што во семинарите за граѓанско новинарство досега неполни 1000 луѓе поминаа обука за тоа што се основи на активизмот, што се основи на граѓанското новинарство, меѓутоа и што се основи на професионалното новинарско пишување. Предавачи во нашите семинари биле навистина врвни професионалци и се уште покануваме врвни професионалци да зборуваат на темите кои ги споменав. Се разбира, за крај, пред да на овој вовед, пред да ги прочитам добитниците на наградите во овој циклус, би сакал да кажам дека Цивил нема да престане со отвореноста, со поканувањето на сите граѓанки и граѓани да го употребат својот мобилен телефон, да ги употребат своите мали камери и фотоапарати и да ги ловат сите моменти во своите заедници и да ги испраќаат на нашата отворена, слободна, независна медиумска платформа. Тоа што ние ќе го правиме понатаму е нашата екипа од истражувачи, активисти, новинарки и новинари, ќе ги продлабочуваме темите и ќе ги поставуваме вистинските прашања на вистинските места. Значи, никогаш не престанува со самото фотографирање и испраќање на Цивил нашата работа, туку тогаш започнува. И се разбира, би сакал во оваа прилика да им заблагодарам на сите наши читателки и читатели, на сите наши поддржувачи, кои со доверба ни пристапуваат и секојдневно споделуваат информации за тоа што се случува во нивните средини. И сега би можеле да почнеме со соопштување на нашите наградени прилози од граѓански новинарки и новинари. Во овој циклус можам да кажам дека добитнички и добитници на наградите се претежно луѓе кои испратија фотографии. Апелирам во овој момент до граѓанските новинарки и новинари да го употребуваат и копчето за камера на своите телефони
и да ни испраќаат видео прилози исто така, освен фотографски. Се разбира, секој фотографски или видео прилог бараме да биде придружен со основните факти и податоци за тоа што се случува на тие прилози. Тоа што нам ни е многу важно е да знаеме точно што се случи. Се разбира, нашите тимови секој прилог и се обидуваат во една професионална, прецизна форма и да ги верификуваат сите факти што се наведени во прилозите. Јас би сакал, како и секојаш, да почнам од долу па нагоре. Имаме 2/4 награди, 1/3, 1/2 и 1/1 награда. Како што кажав, сите се фотографски прилози и би можел исто така да кажам дека до крајот на проектот во јуни 2019 година ние за тие 4 години ќе имаме поделено над 110 награди за граѓанско новинарство. 110 луѓе беа добитници на вредностни ваучери кои Цивил ги доделува веќе 3 и нешто години и кои можат да ги реализираат во продавниците на АМЦ и на Анхоч, кои се за компјутерска, телефонска и друга опрема. И се разбира, со тоа ги поддржуваме и ги поттикнуваме да бидат и понатаму успешни во својата работа. И пред да го кажам петтиот добитник па нагоре, би сакал исто така да кажам дека сите граѓански новинарки и новинари имаат можност со вклучувањето во овој проект да бидат дел и од мрежата соработнички и соработници на Цивил, кои ќе можат да бидат и дел од проектите на Цивил во доменот на човековите права и слободи, а се разбира да бидат и дел од набљудувачките структури кои ние ги градиме во пресрет на секој изборен процес, а знаеме дека напролет имаме уште еден таков. Наградата број 5 оди на адреса на граѓанската новинарка, која не се плаши од јавноста воопшто, рече дека ќе се појави како соработничка и како апликант за позиција во нашите проекти и во иднина. Меѓутоа во оваа прилика ќе го сочуваме нејзиното име, не дека нешто се работи за некој спектакуларен или многу опасен прилог, меѓутоа тоа е графитот кој се однесува на политичка содржина, следи ги своите соништа, меѓутоа придружен и со еден штембил кој вели откажано од ВМРО ДПМН или Follow Your Dream, cancelled by ВМРО ДПМН. Ова е една политичка порака, графитите се содржина на која им обрнуваме внимание, бидејќи тие се навистина влијателни, некои луѓе велат дека се повлијателни од комерцијалните билбордови. И се разбира, оваа петта награда оди на адреса на оваа граѓанска новинарка. Четвртата награда ја добива граѓанска новинарка која ни го носи прилогот за говор на омраза со графитот со навредлива содржина кој е напишан на објектот во кој живееше до неодамна една бездомничка, која сега остана и без тој покрив над главата, бидејќи општината го урна тој објект. Се разбира, тоа може да биде и дел од некоја редовна активност на властите, меѓутоа прашањето останува и се надевам дека наскоро ќе добиеме одговори на нашите прашања во врска со овој социјален случај, а тоа е каде е сега бездомничката, која институција се занимава со нејзе и како таа понатаму ќе биде згрижена. Значи, прво и основно е нашето откривање на овој или објаснување на оваа појава на говорна омраза изразена преку графити
и тоа е нешто што како организација решително му се спротивставуваме, ги разобличуваме сите облици на говор на омраза и ова е една таква содржина. Значи, четвртата награда оди на адреса на Мелиса Мурич, која би сакал, ако е тука, а тука е, да дојде и да ја прими оваа награда. Повели Мелиса. Пролази понатаму, фотографирај и снимај. Смрт за омразата е насловот на прилогот кој се наградува со трета награда, за тие што се интересираат. Четвртата награда, двете четврти награди се 1585 денари, а третата награда е веќе 2642 денари. Таа награда ќе оди на адреса на Емрах Реджепи. Тука е Емрах, кој не е присутен, ја замолувам екипата да му го достави овој ваучер и да кажеме само збор 2. Тоа е сепак графит кој е предаден во втора верзија. Првата верзија која може да се забележи од нашата снимка овде е смрт за шиптарите. Потоа некој активист го сменил ова во смрт за омразата и нашиот соработник, граѓански новинар Емрах Реджепи ја испраќа оваа фотографија која е придружена со објаснување за тоа што се случува што е заднината зад овој прилог. Втората награда се однесува на една немила случка, на една немила сцена која се одвива пред собранието на Република Македонија неодамна. Тоа е една фотографија која една серија фотографии, би рекол, кои говорат за нападот врз еден граѓанин од страна на уставобранителите, кои се пресметуваат со овој млад човек кој според сведоштвото на граѓанскиот новинар поминувал од таму и без провокации се обидел да си оди по својот пат, меѓутоа имаме ситуација во која тој е нападнат од овие демонстранти. Со ова апелираме дека тие што демонстрираат, тие што одат на протести би требало да знаат дека мирните протести се уставна категорија и дека тие се секако дозволени и се дел од човековите права и слободи. Но кога вакво нешто се случува, тоа е веќе неприфатливо. Тоа не е ниту законско, ниту уставно право да малтретирате луѓе кои не се согласуваат со вас или пак кои мирно поминуваат покрај местото каде што го изразувате својот револт. Оваа втора награда со овој прилог, уставобранителите нападна момче на улица пред собрание, оди кај граѓанскиот новинар Виктор Поповски. Виктор, добар ден. Ова е втората награда која ја доделуваме. Благодарам. Се надевам дека ќе биде доволен поттик да продолжиш со својата активност и можеби ќе придонесе кон подобрување на опремата, па да оди оди со уште подобар прилог во иднина. За ништо повеќе од опрема, секогаш имаме потреба, така да сигурно ќе помогне. Ви благодарам. Благодарам и јас. И полека доаѓаме, знам дека возбудата во оваа сала е се поголема и поголема. Одиме кон првата награда. Првата награда ете уште еднаш, оние што го следат овој наш редовен циклус на доделување награди за граѓанско новинарство, секако дека ќе го препознаат името и презимето на добитникот на првата награда во овој циклус.
а тоа е Дамјан Темков. Дамјан Темков, ве молам дојдете, се работи за прилогот за лижани градоначалници и за лажани граѓани. Јас би рекол граѓанки и граѓани. Се работи за прилог за серија фотографии кои се однесуваат на неодамнешниот протест во општина Аеродром, кој го организира граѓанки и граѓани кои се спротивставија на една инвестиција која ќе значи уништување на зеленилото. Дали би сакале да застанете овде и да ни раскажете малку повеќе за овој прилог и за серијата фотографии, овде поблиску и до микрофонот? Се однесува на парцелата која не го донесе градоначалничкото место на сегашниот градоначалник, бидејќи така, мислам, таму ја водеше дел од кампањата дека нема тоа да се гради на местото. А сега ситуацијата е поинаква и мислам би посочил дека малце, иако стимулативно, мислам, делува овој, нели, начин на мотивација на граѓанските новинари на цивил, сепак сите претходни ситуации кои што ги спомна Џабер се однесуваа на успешни приказни, така почна, баш ке Мајчин дом почна и таа мислам првата, кога прв пат ми се обрати Маја, со тоа што оваа не е успешна бидејќи зградата сепак ќе се гради. Веројатно ја и ден потоа напишав еден текст, мислам дека не се толку многу градоначалниците заинтересирани за потребите на граѓаните, туку се заинтересирани за нивните и тоа како да ја напунат, не знам, општината со пари, како да направат да функционира според тоа како им одговара. Така што ова беше почеток на ставањето на банкини. Јас се навраќање со точак кој што е многу погодно средство како граѓански новинар и потикнувам сите поише да возат. Го затекнав за после тоа да стане вајрал. Мислам, Октен доби на внимание, ние се соравме, но мислам дека нема да малце разочарувачки, извинете се за ваков тоа. Нема да биде мислам, ефектот на оваа приказна е само повеќе. Дамјан, дали можеме да мислиме, да веруваме во тоа дека твојот прилог за clp.mk, веб страницата на граѓанските новинарки и новинари, всушност го поттикна, односно го обелодени овој настан и можеби беше нешто што ја побуди јавноста во општина Аеродром? Дали беше можеби меѓу првите, ако не и првиот? Да, веројатно беше многу рано, иако после тоа беше преплавено со мислам веста, па тоа инициираше нормално, да. Меѓутоа може да кажеме дека први беа информациите кои дојдоа токму преку овој. Да, случајно, мислам, тоа не е. Добро. Случајно или не, секогаш граѓанските новинарки и новинари, да го кажеме и тоа за граѓанското новинарство, се всушност првите кои дознаваат и првите кои соопштуваат што се случува во некоја средина, а тоа е токму овој прилог. Па во таа чест се разбира, мислам дека повеќе од заслужена е првата награда, ти честитам за ова. И те молам остани во контакт, а што се однесува до Дамјан, можам да кажам исто така дека тој беше и акредитиран наблюдувач на референдумот и референдумот го наблюдуваше како? На точак. Значи, тоа е уште еден совет, значи мобилноста со која цивил може да се пофали во изминативе 20 на години колку што постоиме, е токму овозможена со ова превозно средство кое ти толку вредно го промовираш. Ми беше драго. Со ова се разбира завршуваме во овој циклус на награди за граѓанското новинарство. Не би сакал да заборавам да кажам дека секоја ситуација што ја гледате, што мислите дека треба да ја споделите со нас, било да е добро или лошо, би ве замолиле да ни ги испраќате вашите прилози. clp.mk е веб страница на граѓанските новинарки и новинари. Тоа имајте го предвид, секој ден, секоја ноќ сме отворени
за соработка, отворени сме за објавување на содржини. Се разбира, потоа и нашата екипа излегува на терен и ги продлабочува, односно ги истражува фактите за кои вие снимате, фотографирате или пишувате. И се разбира, снимајте. Употребете го копчето за снимање. И ви благодарам за присуството, благодарам за ангажманите и за вашата борба за транспарентност и одговорност на политичките процеси. Се најдем. Civil Media